ова ми е ultimate. Значи, ова ми е, не знам, конјаче, како да го речам. Фстак што не се отварат. Binder done that. Значи, ова е како прво, значи, фстак е една категорија на грицки мицки кои што не се како на пример соленка. Соленка ти е некоја што ја гледаш шетат после мостот секоја вечер, кога сакаш можеш здраво да ја кажеш, можеш интеракција да извршиш, ој ти со пиво и со све најмило, а и не мораш нешто да пие, соленка е, разбереш, дури и постои конотација што си мортаква ко некоја соленка. Не е ко да имаш речено, некој овде успеа, не, соленка. Ти дика, ма за фстак, тој е господин. Тој, например, не само што не можеш така лесно да го добиеш, освен ако не е на попуст во некој од супермаркетите или на акција, туку тој мораш да го заслужиш. Зашто ти можеш дури и да го купиш, можеш да платиш, можеш да си го дозволиш финансиски, но не е и вкусовно. Зашто едноставно господин фстак може да реши да не се отвора. Еве, не отворам на непознати, ти како ми се осеќаш. И сега што правиме? Абе, брат, не да имаш врски, не да си, пример, дел од владата и да се знаеш прв брачет да си му на премиерот, фстак може да речи ти, извини, не те познавам, не се отварам. Не отворам на непознати. Сега што правиме? Ти текви, ги има такви, па минимум 10 во секое пакување. Такви клети и мораш пломбата да ја жртвуваш. Тоа е веќе коцка. Тоа е или джа или бу. Или фстакот или пломбата. Нешто ќе ојд, не знаеме. Ама, ај ти, например, едниов ќе го пробиеш со пломбата. Има туше еден минимум. Минимум групирани се. Групирани се како не знам, ко на 10 години матура, кој ќе видиш на афтер парти излезени група батиња и не еден што е така откачен. Не бе, група имат и ела проби ги, едниов можда нешто ќе се најде во муабет, ваму таму. Мислам, глупе примеров, ама пример, велиме. Ама обавезно до другиот го јаиш, ако не од него од третиот и така натаму. Сакам да кажам дека ме нервират фстак што не се отварат, а треба да биде полуотворен. Значи тој треба спремен да биде. Немојме ние се чекаме, сега ти чекаш петок да дојде, да ги завршиш сите работни обврски, се што требало, организираше жена, деца, работа, све, сите се згрижени и седвиш си тураш едно виски, пример, по дома и си викаш вечерва, имам решено да си дозволам. Вечерва победи Македонија против Германија, ова е специјален настан во животов и јас има да си дозволам вечерва, јасно? Седвиш, си тураш, све го отвораш ова, си викаш од кам, ама можем да си го дозволам, ме разбираш? Так, касвење и првиот не се отвара. И зошто? И се ке се чекаме, да се спремиш, да ти дојд во животов. Не бе, брат, треба да си спремен, полуотворен за конзумирање. Се нервирам, ке речиш не се нервирај. Добро, еве, веќе не се нервирам. Не, од сега само соленки ќе конзумирам, зашто преубаво е. 10 годишен сингл барел си отвараш и соленки. Македонија, одиме понатаму? Ај.